Овој пат повторно имаме темна кожа во малку поинаков пигмент, на која ќе прикажам Vintage Cat Eye изглед. Започнуваме со прајмер за сенка за очи на Bobbi Brown. Ќе користиме од дел од палетите на Bobbi Brown. На темна кожа е поразлично, значи под вигите ни се става најсветлата нијанса, туку тон кој вообичаено би го користеле како премин од светло кон темно. Користам потемна кафена за да ја дадам длабочина на окото. Во средишниот дел на капакот ќе нанесам бакарен тон, кој многу убаво ќе изгледа на тенот на калим. За да го финиширам овој изглед, ќе употребам ајлайнер на Bobbi Brown во црна нијанса. За да го интензивирам црниот ајлайнер, се одлучив за црна сенка од Clarins, со која што ќе постигнам максимален ефект. Во внатрешниот агол на окото ќе ставам крем сенка на Bobbi Brown. Сега продолжуваме со пудра. За таа намена ќе ја замолам Кристина да ни каже како да ја подготвиме кожата и која пудра ќе е најсоодветна. Добро. Вака, значи најпрво почнуваме со Fix Makeup. Тоа е освежителна водичка која што има трипл намена. Најпрво може да се користи пред кремата и базата за да ја хидрираме кожата, а потом ја користиме на крајот од шминката како за фиксирање и во текот на денот доколку клиентот има потреба да доколку почувствува дека е дехидрирана кожата, па да си го освежи. После водичката јас нанесуваме витаминен рич кремата, што е воедно и база, затоа што кај потемната кожа се јавуваат поголеми проширени пори и кремата помага за визуелно да се намалат порите, а воедно да биде хидрирана кожата и да нема Т-зона, односно да не свети кожата во текот на денот. Супер. Потоа, бидејќи се многу е битно во текот на летните денови да имаме заштитен фактор. Ова е многу убав праймер, Primer Plus Protection, што има SPF 50, највисок фактор, што воедно е и праймер, а и само како заштитен фактор и на крајот може да се нанесе foundation, односно пудра. Мислам дека ова би била идеална пудра затоа што е во форма на стика, бидејќи има комбинирана до масна кожа девојката, мислам дека најидеална би била за употреба. Супер, ти благодарам многу. Значи, како што не посоветува Кристина, ќе започнеме со фиксатор и освежувач за лица на Clarins, со што ќе подготвиме кожата на калим за останатите чекори. Следниот чекор е витаминската крема и праймер на Bobbi Brown, која што за максимален ефект е препорачливо да се нанесе една мала количина на рацете, како би ја затоплиле со топлината на телото. На тој начин совршено ќе се впие во кожата на лицето. Последниот праймер кој што ќе го употребиме е на Bobbi Brown со заштитен фактор 50, кој што е многу важен, посебно во летните месеци, иако е важно во текот на целата година да се штитиме од сончевите зраци. Темната кожа не е исклучок. Исто така има потреба од заштита, бидејќи кај нив се јавуваат темни флеки. Сега кожата ни е идеално подготвена за следниот чекор, односно стик пудрата. За калим избравме 3 нијанси на стик пудрата на Bobbi Brown, со која што ќе постигнеме ефект на сенчање. Најсветлата ја ставам на оние делови кои сакам сосема малку да ги извлечам. Под очите малку ќе нанесам од
коректорот на Боби Браун. За да малку и го матирам лицето, иако сакам да го задржи свежиот изглед, употребувам бронзер на Estee Lauder, кој во сосема мала количина ќе го нанесам посебно во Т-зоната и во останатиот дел од лицето. Следно ќе ставам руменило од Shiseido. Јаблокниците ги финиширам со сосема малку хайлайтер на Shiseido. Очите ќе ги завршам со маскара. Овој пат решив да ставам 2 вида на маскара за оптимален ефект. Со едната ќе ги продолжам трепавиците, а со следната ќе им дадам волумен и ќе ги згуснам. Секако може да се употреби само едната, но јас сакав малку подраматичен изглед. Сега ќе ги истакнам вегите со моливче на Боби Браун во темно кафена нијанса. За крај ми останува уште устата, која што ќе ја исцртам со моливче на Клиник во темно кафена нијанса. За крај ќе ставиме сјај на најолеари во многу необична нијанса.